Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, денес имам прилика да разговарам со Иван Миланов, професор и доктор по теологија. Тој овој денови престоја во Скопје, па сакам да поразговарам и да му поставам неколку прашања. Иване, добре дојде во нашата емисија. Добро најдов. Вие живеете и работите во Англија, поточно во Лондон. Кажете ли што работите? Значи, јас сум работен на Newbold College. Работен сум на катедрата за теологија, која сега се вика Центар за Center for Ministry and Mission, значи Центар за служба и мисија. Newbold College е сместен некаде околу 50-60 километри западно од Лондон, во покрајината Беркшир. Newbold College постои веќе 120-121 година. Некогаш бил сместен на север во Англија. Меѓутоа, за време на Втората светска војна, тој имот бил потребен на британската армија и владата на Велика Британија и понудила на нашата црква да го заземеме земјиштето каде што сега се наоѓаме. И така сме дојдени во Беркшир некаде за време на Втората светска војна. Значи, со тој коледж управува адвентистичка црква? Така е. Би рекол, произведува студенти, односно луѓе кои по професија се доктори, професори, теолози или има повеќе гранки? Сега за сега имаме само катедрата за теологија. Наша примарна цел е да образуваме пастори. Значи, пастори се број 1. Оние кои се заинтересирани за академско напредување и истражување, понатака одат на докторски студии. Условот да се биде проповедник или пастор на адвентистичката црква во Британија е да се има факултет и постдипломска диплома, односно да се има магистрација. Кој подрачје ги покрива? Од Источна Европа, Средна или имаме студенти од целиот свет. Приоритет меѓу студентите се студенти од територијата на земјите кои го сочинува трансевропското деление. Македонија е едната од нив. И имаме студенти буквално од сите краеви на светот, меѓутоа доминираат студенти од Британија и од земјите на трансевропското деление. Така. Спомнавте дека вие сте професор, претежно по Стариот Завет. Бидејќи ние во нашата утринска програма, во нашата емисија, претежно ја пропагираме Библијата. Да се чуваме луѓето да ја читат Библијата. Па денешната Библија што ја поседуваме од аспект на професор, на теолог, дали може да ја веруваме на денешната Библија, на Светото писмо? Секако дека можеме да ја веруваме. Значи, Светото писмо или Библијата е античка книга. Значи, настаната е во античко време. Најстарата книга, веруваме, е настаната во времето на Мојсей. Значи, некои си 15 векови пред Христа. А последната книга на Библијата, на Новиот Завет, е книгата Евангелието според Јован, кој се проценува дека е напишено некаде помеѓу 95-та и 100-та година после Христа. Ние денеска не ги поседуваме оригиналите или автографите на Библијата, туку поседуваме копии. Меѓутоа, кога ги споредите, кога ќе споредите тој меѓупростор, меѓу автографите, значи оригиналните списи на авторите на Библијата и првите копии кои ги имаме денес, е многу краток тој период. Да речеме Платон, кој живее некаде во 5 век пред Христа, или 4-5 век пред Христа, и неговите први копии кои ние денеска ги имаме, таа разлика е некаде околу 15 векови. Разликата е кој имаме помеѓу Евангелието според Јован оригиналот и првите деломни копии се можеби 20 години.
Разликата помеѓу автографот на пророк Исаија, за кој веруваме дека е пророк од 8 век пред Христа, и првите копии кои ние денеска ги имаме, разликата е некаде околу 6 векови, што за античко време е перфектна работа. Втора работа, оние кои се занимавале со копирање на Библијата, во главном се работи за евреи, секако, и биле исклучително дисциплинирани во таквото нешто. И Библијата која денеска ја поседуваме, може да се верификува со многу антички копии кои денеска ние ги поседуваме. Дали се тоа копии на Стариот Завет или многу повеќе копии имаме на Новиот Завет. И конечно, Библијата низ вековите покажала дека ако е книга која и се пристапува со почит, ако е книга на која се пристапува како на Божја реч, и ако луѓето ги пратат советите од Библијата, Библијата може да донесе само добро и да донесе напредок во човештвото. Така. Значи, на денешната Библија ще може да и веруваме 100%. Апсолутно. Рековме дека копии имаме денеска, оригинали не посебно, меѓутоа сепак, како што спомнавте, Бог подигал посебни луѓе, генерација да вршат препис. Така да, еве, денес ова сето писмо што го имаме на македонски, може во преводот да има некој неле грешка, меѓутоа тоа не постои совршен превод. Така. Секој превод до одредена мерка е интерпретација или толкување. Значи не постои совршен превод. Зато постојано Библијата се преведува. Како јазикот напредува, нашите сознанија за оригиналните јазици напредуваат, археолошките сознанија напредуваат, историските податоци напредуваат. Значи, како напредува севкупното човеково знаење, така напредува и нашето знаење на библиските јазици и зато произведуваме нови преводи. Така. Од призма на професор и како теолог, гледајќи ги настаните во денешниот свет, поготово изминатите 2 години, кога бевме оптеретени, се уште сме со ова пандемија, со овој ковид, и ова што се случува денеска во Украина, на тлото во Европа, можеш да ни кажеш нешто од библиска перспектива, што велат пророштвата за времето во кое живееме? Пророштвата за последното време велат дека Бог ја води човечката историја без оглед на она што нам изгледа како хаос денес. Значи, постои Бог и тој Бог е активно вклучен во историјата на оваа земја, вклучувајќи и сегашноста во која живееме, и тој Бог го води на тој начин човештвото, за еден ден човештвото донесе одлука дали ќе му служи на Бога или ќе го отфрли Бога. Односно, секој поединец на оваа планета ќе мора да дојде до таа одлука. И ние гледаме веќе дека светот полека се поларизира. Односно, светот како да учи, човештвото како да учи, да се одлучуваат или за една или за друга страна. Во овие мигови сега, кога се одлучуваат за една или друга политичка страна, тоа не е баш најмудро. Ама човештвото некако се учи да размислува дека постои добро и постои зло. Значи, како да нема ништо измеѓу. И сметам дека тоа е една припрема за таа последна битка, духовна битка на оваа земја, кога луѓето ќе мора да се одлучат дали ќе бидат за Бога или против него. Така. Една порака за нашите гледачи, дали да бидат уплашени, да бидеме уплашени или не. Гледајќи го ова што се случува сега околу нас, каде нашата надеж треба да насочи? Така е, да се биде уплашен од она што гледаме е нормално. Значи, тоа значи само дека сме луѓе кои имаат совест, кои имаат сочувство, емпатија кон оние кои страдаат. Значи, ако гледаме слики од војна, разорнување, губење на човечки животи, деца кои плачат за своите родители или кои плачат поради тие грозни работи кои се случуваат, грди работи, луѓе кои се убиени, и да сме загрижени, тоа е нормално. И да имаме таа една емпатија и тоа чувство на вознемиреност, тоа е нормално. Меѓутоа, тоа не треба да стане обсесивна неуроза, која треба да владее со нашиот живот. Значи, ние мораме да се издигнеме над тој страв, а во тоа ни помагаат Божите ветувања. Значи, Бог низ пророштвата за последно време ни представува едно сценарио во кој Бог се издигнува над секоја ситуација, Бог ја води ситуацијата на оваа планета и им помага на оние кои се одлучуваат за него. Затоа во таа смисла стравот не треба да биде обсесивен.
туку едноставно човек треба да ги подигне своите очи кон небото и да види дека избавувањето доаѓа. Значи, ние како луѓе мораме да сватиме дека оваа земја не е наш дом за секогаш. Постои еден друг дом кој се нарекува Божје царство, тоа е нашиот за секогашен дом или вечен дом. Оваа планета ние само поминуваме низ неа, не само како индивидуалци, туку и како човештво. Така. Убава порака, Иване, ви благодарам на учеството во нашата емисија, ви посакувам успех во вашиот живот и благослов од Господа. Благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Sve što kod radim dobro zna, dobro zna, dobro zna. Sve što god radim dobro zna, taj vjerni čuvar moj. Hvala za dragog anđela, anđela, anđela. Hvala za dragog anđela, Isusu dragom moj. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов "Расчистете ја вашата домашна аптека". Тоа се случило една спарна летна ноќ. Сите биле помалку вознемирени и не можеле да спијат. Воздухот бил задушлив и сите биле вознемирени. Сепак следниот ден ги чекала работа и сон им бил неопходен. Том Џонс се превртувал на сите страни, но никако да му дојде сон на неговите очи. Конечно станал и тргнал кон ормарчето за лекови да испие една таблета. Тој не знаел за каква таблетка станува збор. Била во едно старо шишенце кое толку долго стоело на полицата што и етикетата му испаднала. Можело да биде се, од аспирин до отров за глувци. Тој го знаел тоа, но таа ноќ бил толку лошо расположен што тоа воопшто не му било важно. Малку подоцна, Том се чувствувал уште полошо. Некоја чудна топлина се разгорувала во долниот дел од неговиот стомак. И покрај тоа што се напил апче, сонот воопшто не доаѓал. Одненадеж му станало уште потешко. Повикале лекар и итно бил префрлен во болница. Таму му го испрале стомакот и го ставиле на инфузија. Неколку дена лепдел меѓу животот и смртта, додека отровот го ширел своето злокобно дејство. Наскоро почнал да закрепнува, но поминало уште доста време пред да ја напушти болницата, иако потажен, но сега како помудар човек. Секогаш е опасно кога самите си припишувате лек, а посебно кога се работи за некои стари лекови за кои не сте сигурни како дејствуваат. Многу е лесно да се сгреши и да се земе нешто што не ни е потребно,
Ili možeme da bideme vo iskušenije da zememe premnogu od nekoj lek koji inaku vo pomala doza bi bil korisen. Mnogo je pomudro da se pobora medicinski sovet. Ne si igrajte so delikatnata mašinerija na vašiot organizam, goltajki opasni lekovi i pritoa izložuvajki se na golem rizik. Tokmu zatoa, sekoja medicinska sestra na samiot početok od nezinata rabota dava svečena zakletva deka nikogaš samata sebe si nema da si prepišuva bilo kakvi lekovi ili sedativi. Ako je toa toliko važno za lekarite i medicinskite sestri, koliko je toa považno za običnite luge? Koliko mnogu mudrost i vozdržanost tije bi trebalo da pokažat u ovoj pravec. Slobodnata upotreba na štetni lekovi predizvikuvala mnogu bolesti denes. Mnogo od ovije lekovi gi prekinuvat normalnite fiziološki funkciji na organizmot. Na početokot doveduva do mnogo poteški zaboluvanja od onije koji navodno trebalo da gi izlečat. Nema ništo poopasno za zdravjeto na jedna ličnost ako postojano se goltat različni tableti. Vo nekoj semejstva postoji navika od samoto detstvo da se zemat različni lekovi. Može bi i zato ne treba da se čudime što nekoj luge se postojano bolni. Tije nikogaš ne i davat prilika na samata priroda. Postojat edni naučni zabelješki koji po starite luge bi trebalo posebno dobro da gi zapomnat. Koliko sme postari, toliko pomalku lekovi treba da upotrebuvame. Za ova postoji i dobra pričina. Postarite luge imat problemi pri isvrlanjeto na otrovite. Nivnite bubrezi ne funkcionirale toliko dobro kako koga bile mladi. Sepak vo podosnežnite godini postarite luge čustuvaat potreba da goltat različni vidovi lekovi. To je opasna praksa. Nedamnešnite medicinski istražuvanja pokažale deka koliko pomalku lekovi zemame vo podosnežnite godini, ke se čustuvame podobro. Lekovite podobro se podnesuvaat vo mladosta, koga ne čustvuvame golema potreba od njih. Vo 19. vek postojala cela jedna skala od silni lekovi, koji go naterale poznatiot amerikanski doktor Oliver Wendell Holmes da primeti deka koga site lekovi bi se isvrlile vo okeanot, ovoj svet bi stanal mnogo podobro mesto za živenje, no okeanot bi stanal mnogo poteško mesto za ribite koji živeat vo nego. Dr. Holmes bil profesor po anatomija i fiziologija na Harvard univerzitetot, poveke od 20 godini. Se razbira, toj ne preporačuval potpolno da se isključi sekoja upotreba na lekovi, no gi molel medicinskite rabotnici da bidat umereni vo koristenjeto na silni lekovi. Štete je što ovoj odličan sovet poveke ne se počituval. Pred 50 godini lekot Kalonel bil vo široka upotreba kako laksativ, no negovite nesakani efekti bile toliko mnogo izrazeni kaj toliko golem broj luge, što nekoj parafraziral dobro poznat biblijski tekst s ovije zborovi. Saul pogubi Ilijada, a Kalonel 10.000. Za sreća ovoj lek denes je potisnat od upotreba. Postojat mnogo podobri lekovi od Kalonel i toj ne treba da se najde vo vašata domašna apteka. Roditelite bi trebalo po sekoja cena da se vozdržuvat, da im davat laksativi na svojite deca i na mladinata. Ne je mudro da se sosredotočat mislite na mladite umovi na nivnite tela. Toa podocna vo životot može da razvije nevrotični tendenciji. Jednostavno, obezbedete mu na deteto hrana koja vključuva izobilstvo svežo ovošje i zelenčuk i obilno čista voda, a potoa potrudete se da žive smiren semen život bez semeni napnatosti i kavgi. To je sve što je potrebno za da može kaj poveketo deca da se izgradi navikata na pravilno praznenje na crevata. Sušnost, koliko poveke laksativ mu treba na jedno dete, to znači deka negovata semena atmosfera ne je zadovoluvačka kako što bi trebalo da bide. Zapek od kaj decata skoro sekogaše povrzan so problematičnata situacija vo domot. Promenata na situacijata obično doveduva i do iščeznuvanja na problemot bez upotreba na lekovi. Ako deteto izbegnuva lekovi vo svojite rani godini, verojatno nema da bide sklono kon prekumerna upotreba na lekovi i koga ke bide postaro. Mnogo je važno da se shvati deka site delovi od čovečkiot organizam ne stareat so ista brzina.
Некои органи, како што се мозокот или црниот дроб, не претрпуваат скоро никакви промени се до доцните години од животот. Но и другите делови од телото се стремат и да остарат побрзо и најчесто најбрзо стареат бубрезите, кои се прекрасни прочистувачки органи во човечкиот организам. Нивната должност е да ги отстрануваат отровите и несаканите супстанции од крвотокот. Вашите бубрези се многу чувствителни на действувањето на силните лекови. Деликатните келии кои ги филтрираат овие супстанции можат многу лесно да се уништат, но за жал никогаш повеќе не се обновуваат. Ако овој процес се продолжи во текот на подолг период, бубрезите можеби нема да бидат во состојба да функционираат онака како што би требало. Последица од тоа ќе биде дека многу опасни отрови ќе почнат да се напластуваат во крвотокот и овој чудесен извор на живот ќе стане сличен на застоена бара. Кога ќе се случи тоа, многу келии од други делови од организмот почнуваат да ја губат својата виталност. Умираат многу побрзо отколку што можат да се заменат. Ако овој процес не се запре, човекот може сериозно да заболи и таа болест може да биде фатална за неговиот живот. Кога кај една личност ќе се развие акутен нефритис или воспаление на бубрезите, тогаш тој се наоѓа во многу сериозна состојба. Нефритис може да се развие од инфекција на носот и грлото, како што се акутен тонцилитис или воспаление на синусите или силно воспаление на грлото. Меѓутоа, и одредени лекови можат да предизвикаат нефритис, посебно оние кои содржат супстанции како што е меркурий. На многу лекови не им треба многу време за да предизвикаат проблеми во бубрезите. Никогаш не е сосем безопасно да се користат силни лекови. Никогаш не можеме да бидеме премногу сигурни дека некои од овие витални филтери во нашите бубрези пополека и постепено не се оштетуваат. Бидејќи се она што ги погодува нашите бубрези, многу влијае и врз останатите делови од нашето тело. Луѓето се склони во текот на подоцнежните години да користат повеќе количества лекови затоа што повеќе не располагаат со онаа енергија што некогаш ја имале. Наместо тоа, би било подобро да побараат нешто што ќе го зајакне нивниот организам и ќе го подобри нивното здравје. Пријателите и соседите често ни препорачуваат различни лекови и можеби подоцна или порано ние ќе почнеме да земаме одредени лекови. Меѓутоа, би било подобро кога би се воздржале од тоа. Не заборавајте дека не постои инекција или таблетка која би гарантирала вечна младост. Колку што сме постари, толку помалку лекови би требало да употребуваме. Меѓутоа, она што е најважно, треба да се спротивставиме на искушението, да си ги препишуваме самите себе си. Тоа секогаш е опасно. Многу популарни лекови кои денес се наоѓаат во широка употреба содржат супстанции кои можат да бидат штетни за телото. Денес, например, во широка употреба се бронидите, кои се наоѓаат во многу прашоци за глава, а исто така и во некои така наречени нервни тоници. Прекумерната употреба на бронид може да предизвика гастринални проблеми, алергии на кожата, слабост, вртоглавица и депресија. Зависноста што ја предизвикува бронидот може да биде многу сериозна, а посебно ако се работи за личноста која пати од здебелување или стврднување на артериите. Овие лекови не би требало никогаш да се користат поразлично освен под директна контрола на искусен лекар. Треба да се избегнуваат и таблетки за спиење. Обично тие се наполно непотребни и многу опасни, а посебно за децата. Малите деца по својата природа се многу љубопитни. Тие сакаат да допрат и да вкусат се што можат да дофатат. На тој начин тие учат. Еден ваков став треба да се поддржи, но исто така децата треба секогаш да се држат на око и да се надгледуваат нивните стекнувања на нови сознанија. Многу деца умреле од голтање таблетки и отрови од различни видови. Неодамна една исплашена жена се втурнала во оделението за брза помош, носејќи го своето двогодишно момченце. Тоа момченце пронашло мали шишенца со таблетки и сите ги проголтало.
Ova žena ne znajela za kakvi tabletki stanova zbor, bidejki toliko dolgo bile vo domot, što sosem gi zaboravila. Mislila deka tije bi možele da bidat tabletki za spijenje. Nemalo vreme za gubenje. Brzo spuštile cevka niz grloto na momčeto do negovi od želudnik za celosno da go izmijat so voda. Potom niz tubata sipale mleko i go stavile vo želudnikot za da pomogne vo neutraliziranje na efektite na bilo koji otrov koji može da se najde tamu. Potom go smestile vo bolnički krevet i nad nego postojano bdela jedna medicinska sestra. Mu bile dadeni mnogo tečnosti venozno i preku usta i negovota sostojba vнимателно je sledele dežurnite doktori. 2 pati dnevno negovata urina bila pregleduvana, za da se vidi da li i vo kolkava merka se ošteteni negovite bubrezi. Na krajot sepak se izvlekol i zakrepnal, no najverojatno sekogaš ke pati od nekoja slabost i ke ima nekakvi problemi. Vakvite seriji na akutno trujenje se mnogo česti. Tije bi možele da se izbegnat samo ako se obrne dosta vnimanije. Zašto svoj život i životot na vašite mili da go doveduvate vo opasnost? Rizikot je pregolem, zato ne potpirajte se na tije stari tabletki i tečnosti koji stojat po vašite polici so godini. Raščistete vašata domašna apteka. Izgorete gi ili isturete gi vo sadoperot. Ne dozvoluvajte da dojdat do racete na vašite mali deca, bidejki toa može da bide mnogo opasno. Ako vi treba medicinski sovet, bez odložuvanje posetete go iskusniot doktor. Ako vi treba nekoj lek, tojke znaje što treba da vi prepiše. Ako je možno, vozdržuvajte se od premnogu lekovi i laksativi. Ke živejte mnogo podolgo, ako gi počituvate zakonite na zdravjeto. Ne potpirajte se vrz veštačkite stimulansi i na lekovite za smiruvanje na nervite. Gledajte da gi odbegnete site nepotrebni lekovi. Raščistete vašata domašna apteka, ušte denes. Nadevajte se na Boga i namokite na prirodata, da ve izlečat i nema da imate od što da se plašite vo idnina. To je patot kon zdravjeto i srećata. Koga denot si odi i nokta se spušta, ti ostanuvaš tuka, nežno čuvaš me. Postela koga legnam i bezgrižno sonam, i v sono od broda ti tuka si. Koga se koja nadeš vo mene zgasne, noktativka, tažen sum jaz, me ohrabruvaš. Na kolena slavi koga iskreno molam, srce to svoje go predavam, me okrepuvaš. Ponekogaš koga zaboravam, deka ti so mene si, prosti mi, blagodaram što so mene si. I koga na pogrešen pacu mane, ne gledam jas, prosti mi, popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tuka sam siguren, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što od tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram. Ponekogaš koga zaboravam, deka ti so mene si, prosti mi, blagodaram što so mene si. I koga na pogrešen pacu mane, ne gledam jas, prosti mi.
popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tu kad sam siguran, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što od tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram što kraj mene si. Što kraj mene si. Što kraj mene si. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Гласна надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.